Лилит во знакот Скорпион. Транзитната Лилит или црната месечина патува преку хороскопскиот знак Лилит. И тоа точно од 27.3. па све до 20. декември 2025 година ќе остане на гости кај Скорпионите. Лилит или црната месечина и е потребно 9 години за да го заокружи целиот зодијачки круг. Значи можеме да речеме еден доста долг период. А во еден хороскопски знак е на гости 9 месеци. За сите оние од вас кои што можеби не знаат точно која е таа енергија на Лилит, ќе можат да ги слушнат моите кратки видеа каде што зборувам за незината митолошка позадина и за незиното значење во митологијата. Сите што се родени во знакот Скорпион, сите оние од вас кои што се асцендент подзнак Скорпион, сите оние од вас кои што го имаат Сонцето, месечината, Венера, Марс или Меркур во знакот Скорпион ќе можат најинтензивно оваа енергија на Лилит да ја почувствуваат. Сите оние од другите од вас, битно е да се знае да прегледате во вашата натална карта каде се наоѓа знакот Скорпион во вашата натална карта и кое поле ќе биде сега активирано од Лилит. Лилит во знакот Скорпион ја буди таа женска страствена енергија. Не само кај жените, исто така и кај мажите, затоа што и во машкиот хороскоп можеме да пронајдеме таа енергија на Лилит, затоа што и машкиот пол ја има во себе исто таа женска енергија, како што ние жените имаме исто една машка енергија во нас. Тоа е многу битно да се знае. Значи, Лилит ќе не мотивира да ја разбудиме таа нашата женска моќ. Значи, каде што можеме све да добиеме. Женската моќ, која што е страствена енергија, која е интензивна енергија, која што е многу јака, моќна сексуална енергија. Сега, како ќе можеме конструктивно оваа енергија да ја живееме? Значи, Лилит ќе не мотивира нашиот сексуален живот, да го живееме на еден здрав начин, на еден начин каде што ќе бидеме исполнети, да не се плашиме што би можел да каже тој надворешен свет, ако јас кажам дека сакам мојата интимност на оваков или онаков начин да го живеем. Значи, тоа е таа големата страв, таа енергија каде што сите можеби се плашат од тоа. Ако јас тоа го кажам, што ќе мислат другите? Значи, тоа е таа исто така црната месечина, таа не туку така е само наречена. Ако ја послушнете моето видео, ќе ви кажам зошто е тоа така. Значи, не би требало во овој случај да живееме таа енергија на стравот, да се живее на еден здрав начин таа сексуална енергија, каде што Лилит ќе не мотивира. Сега, не само тоа, Скорпионот, како што реков, е еден доста интензивен знак. Можам да речам, еден од најинтензивните знакови во целиот зодијачки круг. Значи, тоа е исто така еден многу моќен знак. Значи, се буди таа женската моќ. Каде што можеме да добиеме све или да изгубиме све. Зашто да изгубиме све? Сега доаѓам до деструктивната енергија на Лилит во Скорпионот. Затоа што постои тенденција таа енергија да биде искористена, да биде изманипулирана. Затоа е битно да се знае
кога ќе го осетите тоа, никого да не изманипулирате, само вашата сексуалност да ја доживеете на ваш начин, да не ги искористите другите луѓе, да не дојде до една врста на силување, да една врста на манипулација. Значи, таа е една катастрофална ситуација тогаш. Таа е една доста деструктивна енергија на Лилит во Скорпионот. Значи, тоа може да се случи, сега зависи во која куќа ви се наоѓа знакот Скорпион. Ја објаснувам тука само една колективна енергија. Значи, Лилит во Скорпионот, ако сакаме да го доживееме тој начин на сексуалноста на еден здрав начин, треба да бидеме автентични. Треба да бидеме искрени и да не се плашиме својот сексуален живот, да го живееме така интензивно, како што нас тоа не исполнува. Меѓутоа, да не претеруваме во тоа, да не манипулираме во тоа, да не ги користиме луѓето за нашата страст, затоа што знаете дека кармата секогаш се враќа назад. Пазете како ја користите оваа енергија на Лилит, затоа што може да биде многу, многу опасна или деструктивна. Јас ви препорачувам во овој случај еден многу интензивен, прекрасен период со Лилит во знакот Скорпион и знаете како да ја користите оваа енергија на Лилит во знакот Скорпион. Секој добро и се надевам се слушаме, се гледаме до следен пат. Чао!